Председателе, уште еден од низот од тенденциозни закони за локалните самоуправи во пресрет на локалните избори, под изговор дека сакате финансиски да ги стабилизирате општините и да се решат задолжувањата на општините. Уште во 2018 година донесовте закон за лимитирање на максималниот износ на планиран пораст од најмногу 10% на сопствените приходи на основниот буџет во однос на просечно остварени приходи во последните 3 години. Тогаш ветувавте дека проблемот со задолжувањето на општините ќе се реши, ќе се намали. Тогаш имаше реалоцирани 50 милиони евра за подмирување на доспеаните долгови на општините, но и после тоа видовме дека долговите не се намалија, дека напротив после тоа се зголемија, плюс што тие пари кои што се реалоцира се всушност пари од буџетот на Република Македонија, тоа се народни пари кои што излезе во јавноста дека се трошеа за непринципиелни трошоци на самите градоначалници, односно не се покриваа трошоци на самите општини или се трошеа потоа уште повеќе без водење сметка домакински да ги водат општините, се трошеа за подновување на возниот парк во општините, за скапи сметки во ресторани, за облеки и така натаму. И тогаш ви укажувавме дека со сите овие закони, за да после тоа пак во 2019 година носевте закон исто само со зголемување на 30% од сопствените приходи на општините, за да сега се стигне до 50%. И со тоа што креирате всушност? Креирате градоначалници кои што не мора да си ја вршат работата, односно ја вршат неодговорно, бескрупулозно ги трошат народните пари и сега повторно во пресрет на локалните избори, како што кажав, носите закон со 50% од приходите на општините. Всушност, низа забелешки, прво морам да тргнам дека потврдивте на самите ваши ветувања во делот на општините, затоа што ветувавте многу сериозни, јас многу пати ви имам укажано дека ветувате преамбициозни проекти и потоа завлегувате самите вие, си влегувате во клинч со самите ваши ветувања, затоа што не ги реализирате. Затоа што имавте пример ветување за засилување на капацитетите на општините и зголемување на транспарентноста и отчетноста во нивното работење. Сега, главното прашање е пример дали со овие закони што ги носите, ги подобрувате капацитетите и ги засилувате капацитетите на општините како што сте ветиле. Одговорот е не, затоа што не тргнавте со реални анализи, да ги видите потребите на самите општини, затоа што не тргнавте од зајакнување на капацитетите на самите општини, преку подобрување на условите и нивните капацитети, каде што вработените прво што се пренатрупани со вработеност општините, второ што не располагаат со соодветен простор, немаат соодветни ресурси за да ги извршуваат своите надлежности, односно немаат доволно компјутери, па се случува еден вработен да врши 3 до 5 работи одеднаш, со што се намалува самата ефективност и на администрацијата вработена во локалната самоуправа, се намалува и ефективноста на услугите према граѓаните. А го имавте тоа во ветувањата ваши. Понатаму имавте ветување дека ќе ги зголемите годишните средства за рамномерен регионален развој од околу 4 на 80 милиони евра, со цел да се стимулира локалниот економски развој. И тука исто многу потврлате, затоа што имаме региони навистина кои што заостануваат во својот развој. Бевме сведоци на амандманските расправи на буџетите, кога се одобруваат средства за општини само кои што се по мера на оваа влада, односно политички подобни општини, а немаше слух за амандмани, реални барања. Амандманите произлегоа од проекти што вие сте ги ветиле во вашите програми и за локални избори и за парламентарни, и немавте слух за вашите проекти кои што ги немате реализирано во општините
и со тоа се остава впечаток дека имате поделба на политички подобни и неподобни општини. Имавте ветување, подобрување на услугите и зголемен квалитет на живење на целата територија на Република Македонија и претходно ви објаснив дека ако не се подобрат капацитетите на локалните самоуправи, не можете да ги подобрите услугите на самата администрација во општините према граѓаните. Имавте ветување исто така јакнење на улогата на Министерството за локална самоуправа во делот на рамномерниот регионален развој и кажав претходно што всушност се прави во делот на рамномерниот регионален развој. И на сите овие недостатоци не ви укажуваме само ние, ви укажуваат и релевантни институции. Еден центар кој што е за економски анализи во делот на работењето на општините, уште во 2018 година ви укажуваше дека и сметаше Центарот за економски анализи дека барањата за генерирање на долгот од страна на единиците на локалната самоуправа и неговото евентуално надмирување од централната власт за покривање на неплатени обврски на општините и нивните јавни предпријатија води кон натамошно еродирање на правната држава, плюс што со ваквата мерка се испрати и со денешново законско решение се испраќа повторно истиот сигнал дека незаконските дејанија, неодговорното работење, немањето отчетност се исплаќа, економските субјекти се изложуваат на нефер и дискриминаторска положба во однос на државата и се креираат пазарни девијации на пазарот на капитал, плюс што покрај тоа што имаме детектирана заробеност на државата од страна на Европската комисија, плюс дополнително се праќа една порака дека нема казнивост за партиските кадри кои ги водат општините, се синдикализираат трошоците за неодговорното работење на избрани и именувани функционери, со што се креираат ризици за неодговорност и морален хазард. Затоа што, знаеки самите градоначалници дека ќе поминат без соодветна казна за неодговорно работење со даночните средства на граѓаните, се креира ситуација на отсуство на секаква грижа за управување со ризиците, соодветно на можностите и ресурсите на општините од страна на неодговорните градоначалници. Трошокот за неодговорното работење на заробената држава паѓа на товар и на оние кои не се одговорни за неодговорното работење на градоначалниците и надвор од закон работење. Со што се потенцираше од Центарот за економски анализи дека ваквиот инструмент води кон дискредитирање на институции, надзорни тела и воопшто системот за проверка и за контрола. Морам да споменам дека јас доаѓам од општината Газибаба, каде што имавте во вашата програма за локалните избори во 2017 година ветени околу 140 проекти, од кои што се околу 20 почнати, значи негде под 20%, 15-16% реализација на проекти, и тоа дел од проектите се отпочнати од времето на владење на ВМРО-ДПМН, значи низок степен на реализација на проекти, и тоа во делот на набројаните реализирани проекти морам да ви кажам дека дури има и смешни проекти, како, не знам, промена на оштетени клупи во одредени детски катчиња игралишта, што спаѓа во тековно одржување, но нема ниту трага од капитални инвестиции. Така што, повторно ќе го нагласам, ја многу пати го имам кажано од говорницата, дека нема вода за пиење во Раштак, проект кој што беше ветен и 2 дена после доаѓањето на градоначалничката функција, вашиот градоначалник пушти символично чешма во Раштак, за да повторно мештаните од Раштак немаат вода за пиење, нема изградба на училиштето Крстен и Сирков, која е во многу лоша состојба. Да, се пофаливте со изградбата на училиштето Вера Јоцик, на готов проект и отпочната реализација на самиот проект. И низа други проекти има, буквално претходно имав кажано дека третата фаза баш на атмосферската канализација, за која што многу пати иницира во собранието да се реализира,
и која што беше предвидена, точно таа се реализираше, но многу низа на проекти од нови градинки, училишта, па базени отворени и така натаму, се потврли во општина Газибаба, така да довербата во Газибаба ја немавте и повторно ќе ја немате. Ви благодарам. Благодарам. Следен пријавен за